Споменот за Разловечкото востание, првиот организиран отпор на населението од овој дел на Балканот против отоманската власт, се уште живее во колективната меморија. Но спомен домот подигнат во чест на тие славни денови од македонското минато се распаѓа. Зградата во славното Разловци ни оддалеку не е достојна за големината на историскиот настан. Нејзината реконструкција е заглавена во бирократија, зашто за објект од вакво значење ниту една институција во државата нема надлежност. Спомен дом Разловечко востание едноставно не е под управата за културно наследство и од нас бараат да најдеме соодветна институција и општина Делчево со таа институција која што е соодветна, како на пример Националниот конзерваториум од Скопје, да се покрене иницијатива и овој објект да потпадне под управата за културно наследство. И да се Тоа значи дека они веќе имаат готов проект, кој што е реализиран само во првата фаза, а другите три фази од проектот останати се да висат во воздух. Иако пред неколку години беше најавена целосна реконструкција на спомен домот, сепак на дело се направи многу малку. Пред 2-3 години се тргна со реконструкцијата и беше ставена изолација на покривот, но за жал остана само на изолацијата, черамидите не се ставија наводно поради недостаток на финансии. И сега за почеток најбитно е да се стават керамидите, бидејќи иначе и таа изолацијата со тек на времето топло, ладно, студено и таа ќе попушти и ќе испадне дека џабе се фрлени парти за таа изолација. Разловечкото востание е дигнато во 1876 година и траело 10 дена. Истото се смета за еден од првите организирани отпори на населението против турската власт. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропагање е од особено значење за историјата на македонскиот народ. Востанието самостојно го организирала, материјално го издржувала и го извела македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на селанството. Спомен домот Разловечко востание во 1980 година за архитектонското решение му е донело првата награда во тогашна Југославија на архитектот Константиновски.